Што беше она што беше вашата забелешка и како да го протолкуваме? Значи, мојата забелешка беше како член на верификациона комисија, односно дилема. Дали изборот на преседател е, како што е во статутот, од мнозинството од присутни членови, а јас како член на верификационата комисија, значи, ги избрававме и ги утврдивме 175. Сега, дилемата е само дали од 175 присутни гласови се одредува изборот на преседател. Ако 175, значи треба Чадиковски да има 88. Ако е од тие што гласале, тога све си е окей, изборот си е завршен. И сега треба за нама да е каже таа дилема. Дали изборот на преседател е, како ше во статутот, од мнозинството од присутни пратеници или од тие што гласале. А јас морав да реагирам како член на верификациона комисија за да бидам чист пред себе и пред кандидатите и пред колегите, бидејќи и да констатирам само бројката колку се присутни и кој колку добил. А кој како сака, нека си го коментира. Зошто реагиравте, да кажам, отпосле за оваа дилема? Зошто не реагиравте тогаш на лице? Тоа не е моје во описот на надлежност. Јас како член на верификациона комисија се грижам за кворумот. Значи, на почетокот констатирам дека имат кворум за работа на собранието, полноважно да носи одлуки. И додека трае гласањето, цело време се грижам за кворумот. Другото е на изборната комисија. Изборната комисија, таа кажува кој колку гласови добил и таа треба да каже дали избран во прв круг или во втор круг. Значи, во тој дел јас немам никакви ингеренции и затоа реагирам на Facebook, бех ништо за да касно беше за да има објаснување. Што е за да нема дилеми меѓу луѓето, односно меѓу новинариве, за да не ги изблаткаме ниту двајцата кандидати, бидејќи не се тие криви во оваа ситуација. Ова е техникалија, бирократија. Не мора тие да знаеш. Техникалија, бирократија, но сепак отвори простор за фрлање дамка врз изборот на ЗНМ. Ве прашувам како новинар. Да, фрли дамка, сега треба да се решат ЗНМ. Јас немам никаква функција, ниту бев некој кандидат и сакам да точно да излезе да кажат што е работата. Кој е гласање меродавно. Кој да биде гласање, јас ќе го прифатам. Имам јас свој став како би постапил за оваа ситуација, но тоа е мој став. Кандидатите нека си одлучат, нека си кажат дали све оке или има некакви неправилности, нека се одлучат тие. Ке сменеше ли нешто ситуацијава доколку имаше втор круг? Еве, според она што вие го кажувате, може би требало да се изборната комисија да каже овие двајца кандидати треба да одат во второ гласање. Се е можно, али не може се да кажа. Се е можно, може да промени, може да не промени. Али тоа се веќе предпоставки. Значи сега треба да се каже дали ова гласањето е како што вика статутот или како што заклучила изборната комисија. Значи тоа е да се разјасни. Гласањето беше окей. Само дали треба втор круг или избор прв круг. Таа е дилемата.